Скапа и квалитетна опрема за озвучување, огромни видео бимови, промотивни спотови, пијалоци, закуски, тефтери, пенкала, се на високо ниво на конференцијата Година на нови можности. Власта за сега крие колку пари на граѓаните се потрошени за организација на дводневната конференција каде цел државен врв, од вице-премиери, министри, директори, градоначалници, помпезно продефилираа да се пофалат со проекти од областа на економијата, здравството, судството, образованието. Си раскажаа колку добро работат, ветија мед и млеко за во иднина, изнајмен хотел, потрошени пари, а без сериозен ефект за животот на обичните граѓани. Затоа многумина си го поставуваат прашањето зошто во услови на длабока економска криза, вртоглав раст на цените, полупразен буџет и време кога луѓето едва и преживуваат до крај на месецот, власта наместо да штеди, троши пари на организација на настани кои во моментов се целосно непотребни. Вообичаено ваквите конференции чинати по неколку стотици илјади евра. Затоа Алфа се обиде да добие одговори од владата колку државни пари се потрошија за оваа организација, која фирма го доби тендерот, кој беше одговорен за озвучување, осветлување и друга техничка поддршка, колку пари се потрошија за изнајмување на хотелот. На ниту едно од овие прашања за сега нема одговор, иако овие информации би требало да бидат достапни, согласно транспарентноста со која се фали власта. Не можам да ви кажам, бидејќи тоа го прават службите, но секако дека ќе комуницираат од кога ќе заврши. Настанот е транспарентен, се случува таму каде што се случуваат и многу други настани. Владата на Димитар Ковачевски, но и таа на Зоран Заев се познати по тоа што во минатото трошеле стотици и стотици илјади евра за луксузирање во услови на криза. Така, на пример, само за промоцијата на македонското вино на саем во Србија беа потрошени околу 400.000 евра. Се планираа 100.000 евра само за промоција на председавањето со ОПСЕ, додека целиот проект за раководење со оваа меѓународна организација чини цели 4 милиони евра. И не е проблем само безпотребното трошење, туку и изборот на компании кои ги добиваат парите. Вообичаено тендерите ги добиваат фирми блиски до власта, како во случајот на ОПСЕ, кога 100.000 евра за пиар и се доделија на агенцијата Рейтинг, омилената фирма на владата. Оваа агенција доби и 50.000 евра од Министерството за финансии за истражување на јавното мислење, а ги доби и парите за организација на винскиот саем.